Почитувани присутни, почитувани млади, почитувани панелисти, најпрвин дозволете ми од мое лично име и од име на Социјалдемократската младина да се заблагодарам за поканата да бидам говорник на овој панел, каде што ќе разговараме и ќе говориме за европските вредности, европските перспективи пред се на младите во нашата држава и секако во регионот. Сакам да се заблагодарам на Прогрес, на Олоф Палме, на фондацијата од Шведска, на сите релевантни и големи институции и организации кои што помагаат секако за сето ова да се случи, но и во изминатиот период имавме голема помош во делот на промоција на европските вредности, европските перспективи и секако помошта која што ја добиваме континуирано, се со цел колку што можеме повеќе тие европски вредности да ги вградиме во нашето секојдневие. Како социјалдемократска младина, во изминатиот период многу го потенциравме ова европско прашање, овие европски вредности, уште во времето кога бевме опозиција, како социјалдемократска младина, ги практикувавме, односно ги напоменувавме сите европски практики кои што се спроведуваат во европските развиени држави, се со цел колку што можеме да го повеќе да го потенцираме ова прашање, но и од друга страна да ги споредиме, да направиме компарација и да им укажеме на младите луѓе дека тоа е единствениот пат и дека тоа е патот кој што треба да го следиме сите. Ако ги погледнеме сите оние анализи, извештаи, компарации, ќе увидиме дека најголемиот дел од граѓаните во Република Северна Македонија се дека за државата да биде дел од Европската унија, да биде дел од НАТО и дека тој е единствениот пат кој што треба да го оди нашата држава. Од тој најголем процент, најголемиот дел се млади луѓе кои што се убедени дека немаме друга алтернатива, кои што се убедени дека овој пат по кој што идеме е вистинскиот, правилниот и дека заеднички можеме да успееме. Пред 10 години имавме власт која што не уверуваше дека не треба да бидеме дел од овие европски перспективи. Имавме власт која што не убедуваше дека пред се младите луѓе треба да бидат изолирани, треба да бидат луѓе кои што ќе можеме сами од себе како држава да идеме напред, без при тоа да имаме добри односи со соседите, без при тоа да бидеме конектирани со цела Европа, со целиот свет и да напредуваме. Не убедуваа дека можеме како изолирана држава да успееме и да имаме економски прогрес, дека можеме да имаме иднина пред се за младите во нашата држава, што после 10 години видовме дека тоа не е така. Сега за 2,5 години не само што направивме сериозен напредок во сите овие полиња, не само што ја доближивме државата пред влез во Европската унија, не само што за неколку месеци известно нашето полноправно членство во НАТО, спроведувавме и европски практики, европски политики кои што пред се насочени да го подобрат младинскиот стандард, пред се насочени да го подобрат секојдневие на секој еден млад човек. Ја спроведовме младинската гаранција, која што како земја држава која што е надвор од Европската унија сме прв таков пример кој што ја спроведува младинската гаранција. Тоа е, односно, пракса која што ја спроведуваат сите западноевропски држави и секаде каде што била спроведувана дава сериозен резултат. Ние сме првата држава која што ја спроведува и надвор од Европската унија и тоа на младите по завршувањето на образованието им даваме шанса за вработување, до едукација или пракса. Во 2018 година, кога започнавме со имплементација на оваа мерка, беа опфатени околу 5000 луѓе, од кои што 1700 беа директно вработени. Веќе во 2019-та неколкукратно се зголеми тоа и се опфатени нешто помалку од 20.000, од кои 6.000 се директно вработени. Оваа мерка по само 2 години имплементација дава сериозен резултат и дава сериозна европска вредност на младината во Република Северна Македонија. Потоа ќе продолжам со Законот за млади, кој што е законот кај нас е Законот за младинско учество и младински политики, кој што е донесен почетокот на оваа година, 2020 година. За жал, од осамостојувањето на државата до почетокот на 2020 година, 28 години, немавме Закон за млади. Закон кој што ќе ја олесни процедурата, кој што директно ќе ги инволвира младите во процесот на спроведување, во процесот на креирање на одлуки кои што се наменети за млади. И драго ми е што голем број на млади преку младински организации беа директно вклучени во процесот на креирање на законот, кој денеска треба да даде сериозен инпут на младите во нашата држава. Дополнително е утврден и буџет за младински проекти, се со цел колку што може сите оние проблеми со кои што се соочуваат младите да се надминат.
Потоа, во голема мера се поттикнуваат младите да студираат, да имаат пракса надвор од нашата држава, да стекнуваат вештини, да стекнуваат дополнителни знаења кои што на крајот од денот дополнително ќе ги спроведат во нашата држава, односно сите тие вредности кои што ќе ги стекнат во текот на целиот овој процес ќе ги имплементираат во нашата држава. Ја спроведовме и Европската младинска картичка како Агенција за млади и спорт, каде што јас сум директор, е картичка која што на младите во нашата држава им нуди голем сет на мерки, поволности, можности, попусти и е членка и е дел од ЕИКА, која што е картичка која што се спроведува во сите западноевропски развиени држави. Така да младите од нашата држава, покрај што користат можности, поволности и попусти во нашата држава, исто можат да користат во 44 други европски држави. Но и од друга страна, младите од Европа можат да дојдат во нашата држава и да ги користат истите бенефиции, поволности и можности. Во делот на грантови и отварање на нови стартапи во нашата држава, како влада финансиравме многу, се со цел колку што можеме повеќе да го поттикнеме предприемачкиот дух кај младите, да им покажеме дека и приватниот сектор е местото и можноста каде што можат дополнително да се развиваат, и тоа се буквално европски практики кои што се спроведуваат во сите држави. Само така им покажуваме на младите дека можеме заеднички да креираме одлуки, заеднички да креираме политики, мерки, активности кои што ќе го подигнат нивото и ќе ги подигнат младинските стандарди. Сега кога е известно дека сме дел од НАТО и сега кога е известно дека сме пред портите на Европската Унија, сите млади дополнително се мотивираат и сите млади дополнително партиципираат, се со цел колку што можеме повеќе дури на возрастните, да им ги пренесеме тие европски вредности, да им покажеме дека тоа е единствениот пат од кој што не треба да има отстапки и нема отстапки, дека тоа е единственото решение, и покрај тоа што не добивме во октомври согласно со Франција, тоа дополнително ги мотивираше младите, дополнително ги мотивира институциите да продолжат по патот на реформи и да продолжат по онаа агенда по која што идеме, затоа што само така ќе дојдеме до вистинската цел и само така ќе ги оствариме нашите крајни цели. Со влезот во Европската Унија ќе се променат многу работи, но има работи кои што нема да се променат, а тоа се духот, вредностите, перспективите. Тие и онака одамна кај младите се европски, и тие ќе продолжат во иста насока и ќе со уште засилено темпо. Но една работа која што главно ќе се промени или во најмала мера ќе се запре или ќе се превенира, се запре, одселувањето на младите луѓе од нашата држава, која што во изминатиот период се случуваше многу. Во изминатите 10 години голем дел од младите се одселија од нашата држава и тоа е нешто што треба итно сите ние како институции да превенираме, но од друга страна со влезот во Европската Унија и со партиципирањето, односно станувањето на полноправна членка во НАТО, сето тоа во најмала мера ќе се намали. За на крајот, да не треба младите од нашата држава кога ќе отидат во Европа, кога ќе отидат во Германија, во Скандинавија, во Австрија, Италија, Франција да велат бев во Европа, туку да направиме услови на сите млади, без разлика дали се од Скопје, Тетово, Гостивар, Охрид, Струмица или сите други останати населени места да велат ние сме дел од Европа и ние сме европјани. Како што и самиот наслов на панелот We are Europe. Ви благодарам.